Добар ден, драги ученици. На денешниот час по македонски јазик ќе се запознаме со наставната содржина, обработка на текст Клупата. Наставник Виолета Петковска, техничка поддршка Виолета Петковска, директор Соња Спасиска, Основно училиште Кочораци на Охрид. Наставни цели: ученикот да го свати, разбере текстот и се оспособи за содржинска анализа. Развивање на позитивни особини на карактерот, послушност, уредност, педантност, самоконтрола. Развивање навики за правилно користење на клупите. Активностите се на алатката Вакелет на следниот линк. Продолжуваме таму. Обработка на клупата. Текст. На илустрацијата гледаме клупа и две столчиња. Кој седи на клупите? На клупите школски седат учениците. Дома учиш на твојата работна маса, а во училиште на твојата клупа. Како се однесуваш кон нив? Како изгледа твојата работна маса, а како клупата? И работната маса и клупата, ученици, ни се работно место на кое што ги оставаме книгите, тетратките, училишниот прибор и на нив, значи на клупата, пишуваме, читаме, собираме, одземаме. Затоа ние треба да се грижиме да ни биде чисто и уредно, педантно работното место и да не ги оштетуваме. А сега внимателно ќе не слушнете да го разбереме текстот што ќе ви го прочитам. Клупата. Тоа се случи на првиот час. Учителот Мирчевски ги распореди своите ученици. Помалите напред, поголемите назад. Сите да може да гледаат напред, но и тој да ги гледа. Јас не сакам да седам на оваа клупа, рипна од предпоследната клупа Панче. Зошто, Панче? Го праша учителот. Клупата е исечена, изделкана, таа е за никаде. Учителот дојде до клупата и ја виде. Изделкана, изгребана, запустена, погледна кон учениците. Панче беше во право, клупата беше за никаде. Тука нешто пишува, некој со ноже си го врежал името, рече Горан, кој прочита Панчев. Тоа е твојата клупа, му рече учителот. Негова е, извикаа неколку другарчиња. Тој лани седеше на неа, имаше остро ноже и вез ден делкаше. Сигурно не мислел дека и во трето оделение ќе седи во истата клупа, дофрли некој. Право е оној што ја делка клупава да седи на неа, мирно рече учителот. Панче се испоти од срам, имаше и зошто. Во мислите го проколнуваше своето остро ноже, но тоа беше најмалку виновно. Глигор Поповски, автор на овој текст. Се надевам ви се допадна текстот. Ајде сега да разговараме за расказот. Што мисли за постапката за учителот? Дали бил во право кога го оставил Панче да седи на изгребаната клупа? Објасни го твоето мислење. Кога би бил на местото од учителот, како ти би постапил? Пронајди го делот од расказот каде што Панче се засрамил и се покаја за својата постапка. Искрено јас за постапката на учителот мислам дека е во ред и правилна. Учителот бил во право кога го оставил Панче да седи на изгребаната клупа. Затоа што тој е виновен, тој ја изделкал клупата со нож. И
редно и правилно е тој да си седи на таа клупа. Пронајди го делот од расказот каде што Панче се застрамил и се покајал за својата постапка. Тоа е делот при крај на расказот на текстот. Панче се испоти од срам, имаше и зошто. Во мислите го проколнуваше своето остро ноже, но тоа беше најмалку виновно. Тоа е тој дел каде што Панче се засрамил и се покајал за својата постапка. План клупата. Во првиот дел учителот Мирчевски ги распоредил по малите ученици напред, по големите назад. Во вториот дел Панче се побунил, не сакал да седи на изделкана клупа. Понатаму, третиот дел, на клупата било изделкано името Панчев. Четвртиот дел, учителот му рекол: тоа е твоја клупа. Право е оно што ја делкал клупата да седи на неа. И последниот дел, Панче се застрамил и се покајал за својата постапка. Порака што може да извлечиме од самиот текст е следната. Порака: не ги шкртај, не ги греби и оштетувај клупите. Значи, клупите треба да не ги оштетуваме, на тие клупи треба да учат и други ученици, откако ние ќе завршиме со нашето образование и школување. Создај. Во договор со твојот учител, учителка, обележи ја твојата клупа со убава налепница на некој дел што е помалку видлив. Однесувај се кон неа, така што секогаш ќе можеш со гордост да ја покажеш. Да, оваа активност може да си ја направите и да си се гордеете со таа убава налепница која ќе биде ваша приватна, лична гордост. Запомни, во овој расказ писателот ни раскажува една случка. Ти сигурно ќе сакаш со оваа случка да ги запознаеш и твоите најблиски од семејството или некое другарче. Тогаш ти прераскажуваш. Изрази се. Оваа вежба ви е за дома. Прераскажи им го овој расказ на твоите родители. За да ти биде полесно, ние започнавме, а ти продолжи. На првиот училишен час учителот ги распоредувал своите ученици во клупите. Панче не сакал да седи на предпоследната клупа, затоа што и понатаму продолжувате вие, мои драги ученици. Ви благодарам за вниманието.